контекст на неговата анализа, јас исто би ме прашал, дали, например, не е параноична изјава, како анализа, како новинар кој е надворешно политички истражувач и човек кој е познат добро надворешната политика. Можам да речем, дали има некој притисок на меѓународен фактор, создавање на дестабилизација, вештачка дестабилизација во овој регион, и со знамето. Прв пат ја го коментирам тоа. За Македонија се стави до зидот. Бидејќи во реал политик, односно меѓународното право не се признава. Значи теорија на сила. Нема љубов, само интерес. Запад не може да не сака многу. Запад има интерес. А тоа е, пазите, многу опасна изјава беше. 2012 не е крај на светот. Тоа е она што викаме ние Даниел Сервер, што предвидуваше Македонија нема да ја постои до 2006 или 2008, исправете ми со 10 точки. Па кога го прашав Нестор Огинар, вика извинете, не знав кога го кажав. Значи дали се поместува тоа сценариј 10 точки дека Македонија може да биде поделена пола на Албанија, пола на Бугарија. Би молам овој прв пат вака го анализирам, ама сакам со вас да го споделам. Дали може би некој не е параноичен став, да речеме, анализали теорија на заговор? Потпуно се согласувам со вас и со господинот Бежиновски. Не е проблем името. Проблемот е многу посуштествен. Проблемот е во македонскиот јазик, кој што во себе кој содржи кодот кој го дешифрира минатото. Се што е останато како запис од древноста. Од древни записи, од древните автори, од топонимите, хидронимите, нисонимите, оронимите, разбирливи се на овој наш денешен македонски јазик, се разбира и во јазиците на другите словенски народи. Значи нема проблем само тоа, само нашиот јужен сосед. Има и некој друг многу помоќен. Сега ќе го наведам само како прашање, ќе го загатнам, оние кои го разбираат ќе го разберат. Тоа е заради Венедотија. Тоа е заради Бретања. Тоа е заради Венето. Заради Тринакрија. Заради Пелазгија. Заради Лидија, Ликија, Фригија. Земи каде што од памтивека, од секогаш, од најдревни времиња, живеел народ кој по својата антропологија се беласти. Некои ги нарекуваат пеласти, грците пелазги, а кои по својата етногенеза се венети. Денес на овие простори што ги напомнав, не остана ни В од венетите, ни С од словените. Некој треба да прикрие трагата на злосторот, на најголемиот геноцид во Европа. Од Венедотија до преку Венето, преку Пелазгија, преку Бригија, Фригија, ги снема оваа популација. Остана уште мало парче земја каде што говори тој јазик. Со бришењето на македонското име, со бришењето на македонскиот јазик се бришат трагите на злосторот. Едноставно речено, ние сме европските индијанци. Кога зборувам за тоа, не мислам само на нас македонците, него пошироко. На народот денес познат како славјански и во минатото како венети. Ние во 6 век само имавме преименување. Видите, јас не ја довршив приказната. Рековме, не постои древен автор што не ги спомнува венетите на Балканот, на Пиринскиот полуостров, на Пиренејскиот полуостров, на целото Средоземје. А видите го, во Германија учичите срби германци ги нарекуваат винди, јазикот виндиш. Во финскиот јазик Русија е Венија, во естонскиот Венелаинен. Од Крит до Балтик живее една популација. Каде исчезна таа популација во 6 век? Може ли 100 милионска популација? Јас претпоставувам дека е толку. Да исчезне во 1 век. А може ли во исто време на истите простори да се појави нова популација словени? Каде отидоа венетите, од кај се појавија словените? Пред 6 век немаше словени ни во Русија. Немаше ни во Украина, не во Белорусија. Ајде да земеме Библијата. Ние според најстарата библиска книга сме Кити. Земјата Китим. Така е запишана во Битие, најстарата библиска книга во Стариот Завет. Меѓутоа во Малазија имаме Хити. Од Црно море до Балтик Скити. Па гледате етимологијата. Кити, Хити, Скити. И по Библијата е еден народ од Крит до Балтик. Јас се поставам прашањето дали некој не сака и од овде и од овие простори да го избрише тој венецки од 6 век преименуван во словенски народ. Кој тоа може да го направи? Нашиот јужен сусед сигурно не може. Таа приказна, таа се заокружува. Едни ни го оспоруваат името, други ни го оспоруваат јазикот,
трети ни оспоруваат црквата, четврти со оружје кидисаат и со палење знамиња. И сега да не го повторам, господин Пежурски многу сликовито тоа го кажа. Нема да не бидат благодарни, на ваков начин ни враќаат. Па тие се наши браќа, бе, собраќа овдека, со граѓани. Јас свесно ги нарекувам браќа. Во возовриено буре барут, наречено Балкан, во кој што секој со секого е закравен. Само минатото може да не спои. А гледате што не советуваат. Не гледате во минатото, гледате напред. Кој е минато? Па дрво без корен се суши. Тоа ли ни препорачува? Тоа ли ни посакуваат? Па нашето заедничко минато е пелазгиското, венецко. Пола, не пола, 90% Албанија беше венецка топонимија до скоро. И таму се менуваше топонимијата, не само во Грција. Цела Грција беше венецка. Фелмер Аер уште 1830-36 година. Фасмер 1941 година. Едниот најде 2000, другиот 1500 топоними. Словенски. Едниот напиша книга Словенската топонимија во Грција, другите историја на полуостровот Мореа. И тој обработува топонимијата. Грците Фелмер Аер го прогласија за персона нон грата. Го избрка, не му дава да влезе. Да, Иако тој сакаше да им помогне. Но со задоцнување од едно 10 години. Значи прво тие книгата ја прифатија, па после тоа откако разбра. тој национализам. Откако разбра што напишал, Инаку оние што ја создаваа грчката држава воопшто не сметаа дека Македонија е дел од грчката историја. Тоа е Адамантиос Кораис. Тој вели каква Македонијата нема врска со нас. Деканот, првиот декан на Атинскиот факултет, ректор, исто, тие сметаат дека нема врска Македонија, македонската историја, Филип Александар воопшто не се дел од тоа тие што го прават. Значи, тоа се не случува подоцна. Значи, на почетокот тие знаат до каде може. И територијално тие се под Олимп. И бараат да бидат под Олимп. Од меѓународната заедница тие бараат под Олимп да биде нивната граница. После тоа, откако ото заминува и доаѓа англиската доминација таму, се случуваат сите други работи. Но, јас ова велам за тие сите заговори. Видите, светот е игра, во таа игра има еден интерес, едни други, тие што имаат определени интерес се групираат, па прават нешто. Кому пречи, господин Божилски, Македонија, македонскиот идентитет, македонскиот јазик, култура? Значи, ако например, еве се јас не би сакал да завлегувам кој знае како, ама еве да речеме многу просто, школски. Ако јас сум професор и сум напишал 10 книги, не сум знаел, па сум пишувал. Например, Гомперц напишал дека учител на Аристотел е Сократ, што е невозможно. Па после ај дошле неговите, па препишале, па го туриле Платон. И сега, една таква суета тешко се руши. Професорската суета е најтешка всушност. Значи, тоа е еден елемент доста важен. Ако долго време вие поставите еден костур и го градите. Едноставно, ако му поставите на тој што е следна генерација, тој нема да размислува дали е тоа погрешно. Ретко се случува. Фала Богу да го има. И сега во овој случај ние се наоѓаме во состојба да го создадеме она што е наше. Нашата цел е ние тоа да го правиме. Втората работа е тоа да го одбраниме и третата работа е многу јасно дека ќе има некој што тоа нема да го сака. Ништо страшно. Според тоа, кој да е, баш е добро за да провериме колку е нашиот пат исправен. Што помоќен противник, тоа е посилно она што ние го правиме. Тоа ништо страшно дали го има. Да, го има. Дали има луѓе кои сметаат дека ние нешто крадеме, апсолутно ги има. И тие ги има дури и меѓу луѓето кои доаѓаат овде да бидат амбасадори. Но фала Богу, кога во смисол дека тие не се согласуваат што го правиме ние ова со истражувањето на минатото. Едноставно, тие ги поминале истите учебници, низ кои што сме минале и ние. Но сега, откако ќе дојдат овде, јас сум убеден и баш и ќе ја направам анализата до сега, она што сум го направил, сум забележал дека сите тие луѓе што доаѓаат во Македонија имаат погрешна представа за Македонија
со оглед на тоа што можеле да го добијат, но откако ќе дојдат, нивната представа се менува на позитива. Значи, во таа смисла, треба да се работи со сите странци, треба да се работи не во смисол да вие им повладувате, па цело време им викате еве, гледайте ние колку сме мали и никакви, ајте вие ако можете да ни кажете како се оди. Значи, не така. Туку да се представите реално, нормално, како Да се не секој бараме човек. патерици, туку се Не, исправи на кичма. да не се прави мит од Европа, да не се прави мит од европјаните и секогаш да се поставуваат на пиедестал без оглед на тоа дали нивната реална вредност е вредност која што може да се процени и поинаку. Значи, треба на тој начин ние си помагаме, нив им помагаме и ја правиме вистинската представа за Македонија. Можете само кратко да одговорите, да вклучиме гледачите, бидејќи најавив, не, говорете, додадете доколку имате нешто или ја можете да Сакав поентирате. во контекст на тоа Само која режеме, краде историјата, регистрирате ги телефоните. дали ќе имаме време. Јас донесов некои артефакти, чисто заради сознание, да можат гледачите на македонската телевизија, Да. Македонија и широм светот, да видат која краде историјата. Понесов некои артефакти, снимени се, би ја замолил режијата да почне од 4-тиот прилог, па понатаму. Дајте ги во камера, додека режијата и коментирате ги доколку. Пред мене- камера. Да. Пред мене е мермерната карта од Рим. 4 метарска, се наоѓа во римските музеи. Гледаме на Балканот само една држава, Македонија, од постојните. Нигде нема Грција. Дали ова значи дека римјаните не знаеле со кого војувале на Балканот и кого покориле? Може би ја заборавиле Грција. Сами нека се одговорат гледачите. Пред мене е еден извадок од една американска Библија. Христијанството, знаеме, се шири на сите континенти, знаеме кога е создавано, вековите пред Христа и по Христа. Ова е империјата римска од различни периоди, од неколку императори. И тука гледаме на Балканот само Македонија. Така? Еве, веќе почна да излегуваат. И луѓето, значи, знаеле со кого војуле римјаните. Немојте да не се лажеме. Следниот телоп го прикажува Ахил, водачот на хајците во Тројанската војна. Према камерата, много. Ова е амфора, 450 година пред наша ера, Рим Ватикан. Ако може да се зумира рамото на Ахил, во кој ќе се види македонското сонце. Следниот телоп. Ова се олимписките богови од планината Олимп, начело со Дзе, тоа е нашиот Дзе, грците го нарекуваат Зевс. Гледаме на неговиот престол македонското сонце. Ова е 500 година пред наша ера, се наоѓа во Минхенскиот музеј. Следниот телоп, Егеј во Делфи, престолот на Питија, македонското сонце. Во камера, ве молам, само да може да ја зумира камерата.